Продолжение тоа кое што го најавивме во саботата, одличен настан на школка Крени глас, кампања која што ја реализира и организира општествено одговорната компанија Мак Петрол. Голем број училишта поминати, оние бројки кои што имат информации можете да ги видите и да ги слушнете и да ги прочитате на нашиот сајт telmat.com.mk, се достапни, а и овој пат во градскиот парк имаше огромна бројка на луѓе, деца кои што се забавуваа вистински онака како што децата може да се забавуваат. Родителите, верувам. Заедно со нив, секогаш во комбинација, одлична музика, забава, добро расположение и што е најважно, пораките за она кое што треба да допре до секој од нас, како до децата, така и до родителите, за тоа какви траги остава врсничкото насилство и како да се спречи. Во продолжение, како помина овој настан во саботата на школка. Со позитивна атмосфера против булингот. Во градскиот парк во Скопје со многу музика и забава во рамките на вториот дел од општествената одговорна кампања на Мак Петрол Крени глас беше испратена гласна порака против врсничкото насилство. Искуството од работилниците на психологот Деспина Стојановска која ги предводеше работилниците по училиштата минатата година укажа дека децата се побогати со негативни зборови него позитивни зборови, па така дојдовме до една идеја како да им ја покажеме на децата моќта на позитивните зборови. Што се однесува до работилниците, поминавте во првиот дел од кампањата и во вториот дел од кампањата многу општини и училишта. Колку сте задоволни како кампања? Што можеме да кажеме на оваа тема? Земајќи предвид дека минатата година поминавме 150 училишта, 620 работилници, 18.000 деца кои што учествуваат на работилниците, а истите училиштата би требало да ги спроведуваат понатака и верувам дека ги спроведуваат. А оваа година веќе поминавме 15 работилници за родители. Се уште не сме завршени, а веќе имаме преку 3000 учесници кои беа видно задоволни од работилницата. Сметам дека тоа е навистина голем успех, а другиот дел е тоа што секојдневно гледаме дека кампањата ја препознаваат и дека многу повеќе се зборува на темата денеска него пред 2 години кога започнавме. Тоа е доказ за успехот кој што го доживеа оваа кампања, а за нас е тоа најголемиот успех и за нас. И сега за крај, нели како и минатата година истото прашање, верувам дека Мак Петрол како општествено одговорна кампања ќе продолжи натаму. Дали ќе биде некоја следна кампања, нешто што значи нели во фокусот ќе го има пак булингот или можеби размислувате веќе на некоја општествено одговорна повторна работа или нели некоја идеја за нова кампања? Да бидам искрена, моментално работиме на стратешкиот план, дали да продолжиме со кампањата Крени глас, со на некој нов начин, поинаков и различен, или да отпочнеме со нова кампања, така што во моментов не би можела ништо да откриеме. Соодветниот пристап кон жртвите е особено важен, вели психологот Деспина Стојановска. Ако нешто може да го промени светот и ова наше мало парче земја кон подобро, тоа се убавите зборови и убавите пораки кои можеме да си ги праќаме едни со други. Со тоа го потврдуваме и присуството денес го оправдуваме, што особено ме радува за тоа што гледам колку многу деца и нивните родители се свесни и знаат дека убавите зборови треба да бидат доминантни, многубројни и никогаш да не забрат. Ми се чини дека не постои дете кое што не слушна за кампањата и дете кое што не размисли за тоа што значи да се крене глас против нешто што не е убаво да се случува. Гледам многу позитивно влијание, гледам убави промени кај огромен број на деца и посакувам така да продолжи. Актерот Сашко Коцев пак со порака дека нема рецепт за борба против булингот, но има многу начини. Ама нешто е тажен. Знаете зашто? Некои деца ги имаат наврекувано, го кажувале види, погребни зборови, нешто. Кои случајот група не сакале да се играат со него. Убаво ли ева? Сакате друга да му бидем? Како, што да чекате? Тоа е многу тажа, нешто да го развеселиме. Сакате ли да ќе почнеме прва сика да се смееме на глас? Ај, 3, 4. Ај, погласно. Ајде, возрастните, ајде, види ништо. Не, само возрастните ви чуем се, не?
Коса физурата ти е многу убава. Ти најмногу знаеш математика. Ти си најдобриот другар на светот. Гледа. Сакаш да ми бидеш другар. Ајде да чуjem, ајде измислувате. Марицата ти е убава. Ламчето ти е убаво. Ајде викате му, наспај се, ајде. Гледа како ме развеселите. Лапиво бе. Видите ли како убавите зборови можат човекот да го направат сретен. Мафтај, усе. Ајде уште некој зборува, измислете уште некој разбор. И самиот одзив на луѓето што се овде, самите коментари, самиот одзив на оние средби што ги правиме со родители, со просветни работници, сето тоа ни покажува дека навистина сакаат луѓето за тоа да разговараат и сакаат да го извадат тоа на површина и да го разрешиме тој проблем, да биде поубаво. До сегашното искуство, сите што поминавме, сите работилници, се испоставува дека најголем проблем, а сигурно и ќе се зголемува, и јас не сум стручен за тоа како тоа може да се разреши, е сајбербулингот, кој што наставниците не можат да го контролираат, а најверојатно родителите немаат доволно време да го исконтролираат тоа, и тоа нанесува така тешки трауми на децата. Тоа е најголемиот проблем. Иначе се споделуваат многу искуства и ми е многу драго дека многу од тие искуства се разрешиле позитивно. Градскиот парк денеска беше збирно место на децата и нивните родители. Многу бројни, сите заедно во еден глас пееја и се забавуваа. Настапија голем број личности од јавниот живот. А вистинска забава за децата беа и живите статуи. Ние имаме мали деца, за жал се уште не можеме да видиме какво е, да речем, влијанието што го има, меѓутоа сметам дека е добро да се зборува за тоа и да едноставно да се покрене глас против неврстничкото насилство. Това позитивно влијае и расположени се сите и мислам дека добро влијание ќе има за младината. Ова повеќе има влијание врз децата. Колку децата што од мали ги сватат овие работи, дека не треба да има влијание, дека не треба да има булинг. Што е булинг? Со тоа, со тие способности ќе израснат, ќе бидат подобри луѓе.
Младите се основата врз која што се гради иднината на секоја држава. И во таа насока, компанијата презема чекори за да обезбеди децата и учениците да имаат можности за целосно да ги реализираат своите таленти и потенцијали, а врсничкото насилство може да биде пречка за ова и за таа цел им се обезбедува платформа и поддршка во соочувањето со овој проблем. На вебсајтот kreniglas.mk секој што имал искуство со булингот има простор анонимно да ја сподели личната приказна. Ready,